Состојбите во Република Македонија се катастрофални, од сите аспекти гледано. Сиромаштијата и невработеноста се на максимално највисоко ниво и продолжуваат да се зголемуваат бројките. Секојдневно се отпуштаат луѓе од работа, а процентите на ненавремено враќање на кредитите на граѓаните растат со галопирачко темпо. Извршни решенија и платни налози фрнчат од сите страни. А и што не можат граѓаните да создадат нова вредност за своите деца, туку секојдневно го губат, им го одзимаат тоа што го имаат во наследство од своите татковци и дедовци. Ако пред 2 години зборувавме за повеќе од 70% од граѓаните задолжени до гуша, денес повеќе од 70% од граѓаните имаат доспеани, а невратени рати на сопствените кредити. Извршители им ги одзимаат куќите, становите, нивите, автомобилите, тракторите. Уште душата да ја изгубат луѓето. Граѓаните што се вработени живеат крпен живот. Не можат да обезбедат основни услови за екзистенција. Стандардот на животот е под секое ниво, а работат без било каква заштита и без било какви права. Земјоделците кутрите, со секоја нова засадена земјоделска култура, влегуваат во нови загуби и нови долгови. Почнаа да го напуштат полето, но и тоа не е решение, од нешто мора да живеат. Заминуваат младите надвор од државата. Пред секој дуќан во селата е тажна, жална атмосфера. Пред откупните пунктови на пазарите е лелек како на погреб. Ниту дома има прибежиште, ниту на нива има решение. Произведуваат храна, а уште малку гладни ќе останат. Фирмите и стопанството се гушат во неликвидност. Продажбата е многу намалена. Производството целосно опаднато. Вработените преполовени. Се поголем е бројот на фирми со блокирани сметки, во стечај или целосно затворени. На сите страни се повеќе криминал и корупција, убиства и самоубиства, плач и лелек. Никогаш потешко не било. Почитувани сограѓани, јас сум 9 години вклучен во сите општествени текови. Ги познавам сите структури и финансиски аспекти на државата, стопанството и населението. Не ни ја бива работата во Македонија. Ја губиме државата. Ако некој им дал власт во оваа земја, на оваа друштво на профитери и манипуланти и недоквакани единки, никој не им дал тапија да прават што ќе им текне во нашава земја, за да ги лечат сите своји фрустрации и комплекси. Почитувани граѓани, тонењето на Македонија мора да престане. Нема кој друг да го спречи ова пропаѓање ако не вие, сопствениот народ на оваа наша земја. Нема кој друг да го предводи народот ако не опозицијата во државата. Затоа, почитувани, излезете на протест. Дојдете во недела, 3 јуни, на плоштадот во Струмица во 20 часот. Како подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, ги подсетувам и им укажувам на сите членови на СДСМ. Имате обврска, вие и вашите семејства, да бидете во првите редови, да ги охрабрите другите, да бидете задолжително тука. Како градоначалник на Струмица, ги замолувам, ги охрабрувам сите граѓани. Не смееме да седиме дома и да чекаме работите сами да се променат на подобро. Треба сите да дадеме допринос во спречувањето на безперспективноста и пропагањето. Излезете на протест, потиснете го стравот, изборете се за подобра иднина. На истиот протест во недела и официјално ја објавувам мојата кандидатура за градоначалник на Струмица за локалните избори во март наредната година. Излегувам многу порано со кандидатура зашто Македонија е исправена пред предизвик. Струмица е исправена пред предизвик. Како што досега ме поддржувавте, очекувам и понатаму да ме поддржувате. Јас знам дека имам вашата поддршка да продолжам да ја водам Струмица. И знам дека со вашето присуство на протестниот митинг тоа ќе го докажете. Но исто така знам дека сите заедно сме дел од нашата Македонија,
а работите во државата не ни чинат. Повелете на протестот во недела и сите заедно да покажеме дека ова овде е Струмица. Ова овде е Република Македонија, иако власта се однесува како да не е. Ова е регионот на кој му доликува прв да го крене гласот. Ке ве очекувам сите на плоштадот во Струмица. Главната порака ќе биде охрабрување на граѓаните. Она која што беше и причината за овој денешен повик. Апсолутно сите заедно имаме одговорност за ова наша Македонија. Се бореле генерации и генерации во минатото. Од најшата најдлабока до нашата најпресна историја. 20 години имаме самостојна Македонија. Обврска на сите нас, без разлика дали сме подржувачи на власта или на опозицијата, или не интересираат политичките партии. Обврска е да се ја сочуваме државата. Ке не прашат во иднина нашите деца кај бевме и што правевме кога ја губевме државата. А верувајте, ја губиме секој ден. Таа ќе биде главната порака. Чувството за почит кон сопствената држава. Секогаш во демократските општества, по основ на сите демократски можности, граѓаните се труделе да ја доизградат или да ја сочуват својата држава. Токму и таа е причината зошто ги повикуваме на протест. Митинзите се само едно од средствата, кои што опозицијата генерално предводена од СДСМ ги има на располагање за охрабрување на граѓаните. Нема кој друг во Македонија да ги охрабри граѓаните ако не опозицијата. Покрај протестите, секојдневно, во секој момент, на секој начин ќе ги охрабруваме граѓаните. Иако сме свесни дека веќе и стравот е надминат. Кога доаѓа прашањето за храната и стравот, апсолутно стравот одминува. Ако владееше стравот во претходните неколку години, тоа веќе поминато. Сега се надеваме дека ќе го предводиме веќе охрабрениот народ, кој што треба да каже стоп на пропагањето и безперспективноста на Република Македонија.